повеќе од било кое признание од било кое жери. Тоа се 100 полни сали, 100 заеднички живења меѓу нас, кои сме дел од представата, кои функционираме со оваа представа, која вечерва практично има 100-та јавна изведба, а изведена е близу 200 пати, пред се заради тоа што пред секоја изведба ние ги се да си правиме проба. Влези Ерджан седи. Извини што ти испративме така, сега доктор Роберт ќе ти постави само уште некој доктор Роберт. Доктор Коше ќе ти постави само уште некој прашање ќе може веднаш да се нешто. Гледајше на протоколот, устата ми се запе. Добро, ќе ти дадам и ќе одговориш на прашање. Нема проблем нас. Читам неколку телеграми кои што пристигна. Тоа телеграма е од Зоран Љутков, министерот за култура и туризм. Почитувано семејство, со голема тага ја примив веста за смртта на нашиот театарски, филмски и телевизиски актер Самуил Стојановски. Со својот талент, страст и посветеност, Самуил остави неизбришлива трага врз сите нас, имавме чест да работиме со него или да го гледаме како го остварува своето уметничко дело, оставајќи неизбришлива трага на македонската културна сцена. Затоа, пред се, како човек, но и како актер, знам дека денес загубивме многу повеќе од колега, загубивме човек што го живееше своето уметничко битие со љубов и посветеност. Во овие тешки моменти изразувам искрено сочувство до семејството, неговите пријатели, до сите оние што го сака и почитуваа. Неговото име ќе продолжи да живее преку неговите улоги и значајниот придонес што го остави зад себе. Вечна слава. Почитување, со неверување и огромна тага ја примивме веста за заминувањето на нашиот колега и пријател, актерот Самуил Стојановски. Театарот и сите ние загубивме врвен професионалец и впечатлив лик, човек до крај посветен на својата професија. Човек чија љубов, одиграни улоги, придонес ќе останат врежени како избришлив траг во историјата на македонскиот театар. Да се зборува за колега кој имаше уште многу да покаже на сцената и надвор од неа е неверојатно тешко. А да се кажат пак прошталните зборови во името на колегите, не знам дали постојат такви зборови. Чест ја се биде негов колега, негов пријател. Остави широк раскош за восхит кој вечно ќе биде врежан во нашата меморија. Остави пример за борбеност, искреност и посветеност. Во овие моменти не постојат зборови кои може да ја намалат загубата на неговото семејство. Но дозволете да го патиме нашето искрено жалење и длабоко сочувство до сите членови на неговото семејство и вашата институција. Гордост на Велешкиот театар останува сето она што го истакна долгогодишен член и соработник го направи во својот актерски опус. Нам, во Македонскиот народен театар Скопје, ни останува со трајно сигравање како истакнат актер, драг човек и пријател. Актерите вечно живеат. Ќе живее споменот за Самуил Стојановски. Слава му! Никола Кимовски, директор во името на колективот на Македонскиот народен театар. До семејството Стојановски. Македонски театар Јордан Хаџиконстантинов Джинот. Со неверување и длабока тага ја примивме веста за загубата на нашиот драг колега, актерот Самуил Стојановски. Изразуваме длабоко сочувство на семејството, колегите од Велешки театар, Јордан Хаџиконстантинов Джинот, синдикалците на СКРМ, роднините и пријателите. Самуил рано не напушти, ја напушти сцената, остави празнина во својот матичен Велешки театар, но и празнина на останатите национални сцени. Си замина, а можеш уште многу театарски филмски бравури да дарува на македонската публика. Ненадоместливата загуба на семејството Стојановски ја дели и големата заедница на синдикалци, на кои ќе не недостасува неговата прогресивна мисла и посветеност на естафот, на солидарноста и на праведноста. Таков беше Самуил, човек со емоција и душа. Почивај во мир, драг колега, нека ти е вечна слава. Од колективот на Драмски театар Скопје. Во име на председателот на Европа примал господинот Јордан Превнеш. Почитувано семејство Стојановски, почитуван колектив на театарот Јордан Хаџиконстантинов Джинот во Велес, почитувано тажно собрание. Во име на Интернационалниот универзитет
Европа Прима го изразуваме нашето најдлабоко сочувство за прерано заминување во вечноста на македонскиот актер Самуил Стојановски и по неговата импресивна уметничка кариера во театарот и на филмското платно, која ќе остане трајно одбележана во македонската уметничка и културна меморија. Меѓу сите наши професори и студенти, Самуил Стојановски беше посебно омилен со неговиот тивок лик и отворена насмевка поради еден историски факт, што сакаме посебно да го одбележиме во нашето денешно обраќање на оваа комеморација посветено на неговото дело. Имено неговата прва појава, уште како дете, на професионална театарска сцена е поврзана со толкување на ликот на детето Коле во представата Еригон од Јордан Плевнеш во режија на професор Љубиша Георгиевски на сцената на Драмскиот театар во Скопје во јануари 1982 година, каде со неговата голема емоција и талент беше откровение на македонската публика. Представата Еригон, која ги освои најпрестижните награди на МЕС во Сарајево, на Стерино позорије во Нови Сад, на голем број сцени низ тогашна Југославија, како и низ повеќето други европски земји, трајно го одбележа животот и одлуката на нашиот Самуил да се посвети на штиците што живот значат и да оствари импресивна кариера, изведувајќи значајни роли во бројни театарски представи, но исто така и на значајни роли на филмското платно и телевизиските екрани. Драги Самуил, ужалено семејство, бројни колеги и колешки, заљубеници во неговиот лик и дело, со нашиот поклон и со нашата бескрајна љубов ти го испраќаме нашиот последен поздрав. Вечна слава на актерот Самуил Стојановски, кој останува во нашите срца со мислата од Светото писмо. За Бог нема мртви, сите се живи. Нека живее за секогаш твојот лик во македонската уметничка меморија. Со огромно жалење примивме веста за ненадејното заминување од овој свет на нашиот драг колега и другар Самуил. Нека ти е светол патот до вечноста. Сочувство до семејството. Театар за деца и младенци в Скопје. Последен поздрав за актерот Самуил Стојановски од Охридско лето. Драг пријателе, прерано сгасна, но вечно ќе се паметиш. Со огромно жалење го изразуваме нашето сочувство до фамилијата, пријателите, колегите за прераната смрт на актерот Самуил Стојановски од Народниот театар Јордан Хаџиконстантинов Джинот во Велес. Голем уметник, голем актер, човек кој со своите дела остави неизбришливи траги во историјата на македонското драмско творештво. Големите личности секогаш имале посебно место на сцената на Охридско лето. Вечно ќе му бидеме благодарни што својата уметничка, професионална дејност несебично ја воздигнуваше театарската сцена на Охридско лето, оставајќи врвни уметнички вредности. Ќе го паметиме по брилјантната улога на Никифор Брени во театарската представа Ана Комнена на сцената на Охридско лето. Фестивалската публика уште многу години ќе ја чувствува силината на впечатоците од актерската игра и во другите представи и токму затоа огромна и вечна ќе биде благодарноста за неговиот придонес во развојот и афирмацијата на оваа врвна македонска и светска културна манифестација. Творечкиот дух и творештвото на уметникот остануваат за навек запаметени. Перото на критичарот никогаш не ги штиди зборовите за оние кои имаат богато и големо творештво, оние кои секогаш се издигнуваат над останатите. Критиката секогаш е позитивна само за најдобрите, а токму таа за секогаш ќе сведочи за големината на Самуил Стојановски на театарската сцена. Не постојат зборови со кои можеме да ја утешиме болката за загубата на семејството, ниту зборови со кои ќе ја искажеме благодарноста за неговиот придонес во градењето на успешната приказна на Охридско лето. Во овој момент ја нема насмевката на нашите лица, но покрај тагата чувствуваме гордост и чест што бевме пријатели со личност, цената меѓу сите нас, доверлив, а пред се добронамерен, како за оние од светот на уметноста, така и за сите останати. Охридско лето изгуби драг пријател, театарот, актерски великан. Почивај во мир, драг пријателе, прерано сгасна, но вечно ќе се памети.